Благодарам. Госпоѓа Демет ме бара. Молам, госпоѓа Демет. Нази да дојде! Многу ме боли! Булут? Зошто Булут плаче, госпоѓа? Добро, знам каде е. Веднаш доаѓаме. Што му е на Булут, добро ли? Паднал, но сега е добро. Нема никаков проблем. Сакал да ме види. Така кога ќе оставиш дете на какани Демет. Булут, душо, те боли ли кога правиш вака? Па не ви кажав дека не ме боли. Во ред, господине Булут. Сега ќе ги погледнам и снимките од твојата нога и потоа ќе разговараме. Добро? Добро. Ви благодариме. Булут, добро ли си? Нази? Вујче? Булут, добро си? Те боли ли нешто? Добар сум, добар. Не грижете се. Вујче, знаеш ли дека ми ја фотографираа ногата? Како се случи тоа? Па беше незгода од невнимание. Му се лизна ногата и падна. Всушност не беше сериозно, ама многу инсистираше и јас и се јавив на Назли. Како се случи ова? Добро, ќе објаснам. Си играше во дневната. Ти затоа што не си бил во нашата куќа не знаеш, можеби Назли се сеќава да е жива и здрава. Беше 2-3 пати кај нас. Назли нели кај нас во дневната има 3 скали. Тој таму си играше и кога видов, паднало детето. Што значи тоа паднало? Каде беше ти за тоа време? Зошто немаше никој покрај него? Каква е оваа несериозност? Како се грижите за детето? Ферит, ти велам дека ништо не му е на Булут. За секој случај му направија рентген. Абе, како се грижите за детето? За да го ставите сам на себе, за тоа ли се борите за старателството? Ти немаш право да ме критикуваш. Да, ако се работи за Булут имам. Ке може ли надвор да се карате? Ајде, кажи ми, од тебе да чујам за несреќата. Ти наместо да ме испрашуваш, прво ти кажи ми. Во ниедно време и се јавувам на Назли и заедно доаѓате тука. Заедно ли бевте вие, а? Ти не се меши каде што не ти е местото. Прво биди одговорна за тоа што треба. Дали си созрела доволно да се грижиш за едно дете? Или пак се уште си она размазано девојче? Љубов. Со помин нека е. Имаше 3 скали. Си реков сам да се симнам и не успев. Ако издржиш уште малку, ти ветувам дека тие скали ќе ги качуваш по 2 наеднаш, но издржи. Издржи уште малку. Назви, од една страна добро е. А што е тоа добро? Назви мене, знаеш дека многу ми недостасуваш. Затоа што кога плачам, кога ќе паднам, ти секогаш си покрај мене. Не треба да паѓаш за јас да бидам покрај тебе. Ти само кажи, јас ќе дојдам. Добро, Ќе внимаваш, договорено? договорено. Каква е состојбата со Булут? Состојбата му е добра. При прегледот не видовме никаков проблем, а тоа се потврди со рентгенот. Го контролирал падот, не гледам некоја нова повреда. Убаво, тогаш можеме да си одиме дома. Но ве молам, бидете многу внимателни. Забележав голем напредок. Погрешно движење би не вратило 2 месеци назад. Господине докторе, јас ве разбирам, ама не грижете се, многу добро се грижиме за Булут. Дете, ќе игра, ќе скока, ќе рипа, ќе падне, ќе стане и така натаму. Вие сепак бидете внимателни. Со помин нека е. Благодарам. Благодарам. Само ако му фали влакно на Булут, тешко вас ќе биде. Така да си знаете. Дојди малку на воздух.
Среќа што булут е добро. Ништо не му е. Кажи. Демет му е тетка на Булут. Булут е мало дете. Се случуваат вакви несреќи, кажи. Всушност немаше тоа да го кажам. Да бидам искрена, ни мене не ми се допаѓаат ни двајцата. Ете и ти си ги проценила. Сака да му бидат старатели на Булут и да ги земат акциите на мајка му и татко му во фирмата. И пред да заврши спорот, нашле начин да го користат тоа право. Денес дојда во фирмата. Господе Боже, можно е такво нешто? Земала и документ Божем да ги заштити правата на Булут додека не заврши спорот со старателството. Од кого ќе го штити, од вас ли? Немаат никаква намера да го заштитат Булут, туку да ја земат фирмата. И ова нивно немање визија ќе ме умре. Зошто човек би сакал да ви одземе фирмата? Јас да сум би ви одзела куќата. Зарем не сум во право? Како да кажам, фирмата ви е некако мрачна. Кога ќе влиза човек внатре, почнува да се гуши. Но куќата, дали ви е таква? Ви ја обожувам куќата. Да сум на ваше место, би работела од дома. Кога не би морала, не би одела во фирмата. Ако ти стоде, преубавиот воздух од Босфор. Стигнавме. Стигнавме. Сакам ова да го кажам. Булут кога тогаш ќе биде таму каде што треба да биде. Само бидете трпеливи. Дај Боже. Јас верувам. Ќе го земете Булут. Доволно е човек само еднаш да ве види заедно. Ќе свати колку е силна врската меѓу вас. Од очите ви се чита колку многу го сакате Булут. Јас да излезам. Многу ви благодарам што ме донесовте. И јас ти благодарам. Затоа што многу го сакаш Булут. Мата за цемент. Вие сте тука. Не сте отишле на работа. Нели ти рече фирмата е мрачна, куќата ведра? Па во права си, одлучив денес од дома да работам. Добра идеја. Господине Ферит, јас додека работам, вие ќе продолжите да седите таму? Да. Ќе гледам како ги правиш јадењата толку вкусни. Кујната е преполна со тајни, господине Ферит, и јас воопшто не сакам да си ги споделувам тајните. И да ви кажам јас вам нешто. Забавниот дел е правењето, а гледањето е многу здодевно. Навистина, многу ќе ви биде досадно. Еј, мене тоа ме интересира. Има специјални програми кои што луѓето со часови ги гледаат. Да видам дали мене ќе ми привлече внимание. Браво за тие луѓе. И јас да пробам да се опуштам. Да видам што имаме ние денес на мени. Да видиме. Нема мени. Напишани се нови јадења. Убаво, но... Господине Ферит, јас не можам да ги направам овие. Зошто? Не побарав ништо специјално, не пишува пекиншка патка со портокал, не е многу тешко. Јас многу убаво правам пекиншка патка со портокал, а овие не можам да ги направам, немам материјал. Сега, според вашите правила, ние пазариме според неделното мени. Што се однесува до мене, јас би изназемала се. Супер би било, ништо не би ми недостасувало, ама бидејќи по ваши правила, не можам да ги направам. Да, бидејќи материјалот скапува, се расипува, зрнестите прават молци, се собираат мравки и слично. Аман, господине Ферит, па нека дојдат. Што ќе биде? А оваа кујна да е моја, јас би изнаполнила тука со зрнести производи од крај до крај и не би имале никаков проблем. Ај, ова фали, она фали. Се што ми треба, ќе најдев и ќе ви ги направев јадењата. Ама имам еден убав проблем. Кујната не е моја. Јас работам и најдобре е да одам да пазарам. И времето е многу жешко, ама ако пак ќе одам, па
Што ќе биде де? Само сте го смениле менито. Веднаш ќе претрчам и ќе дојдам по жештинава. Ќе дојдам со кесите враце. Низ таа угорница, што угорница ќе беше оди, не завршува. Вработена сум, работник сум, а вие сте газда. И ете секогаш работничка класа, владеачка класа. Пораката е при мене. Ајде ќе те однесем јас во чаршија. Не можам никако да го прифатам ова, навистина многу ќе се измачите. Сега ќе оставите климатизираната кујна, па ќе пешачите до кабриолетот, и покривот на колата е отворен и може да ве фати сончаница. Не, навистина ви благодарам, не можам да прифатам. Ајде за половина час се враќаме. Тогаш веднаш да се облечам. Можам побрзо да се облечам. Се облеков. Со трчање. И телефонот да си го земам. Тука. Ајде назли, оди пазари, тука ќе те чекам. Господине Ферит, сте побарале со тони зеленчук и овошје, машала. Лубеница има, диња има. Јас самата сум колку лубеница, како ќе ги носам сите? Да беше Тарик. Ох, убавина. Стави батошерот наполни. Керко, чанакале. Многу убаво, да ги видам овие. Назли, ајде, 100 сати помина. И ние зошто не пазаруваме зеленчук од маркети со кои имаме договор? Убави јадења не се прават толку лесно, господине Ферит. А јас не го сакам овошјето и зеленчукот од маркетите. Тие се без вкус и мирис, суви, никакви, ама не грижете се договорив со сите тука. Господи Игбал им плаќа месечно. Назли! Бато Исмаил, како си? Назли, черко, што е? Не ми доаѓаш во дуќан? Бато Исмаил продава сирење. Ми дојде многу убаво сирење со тревки? Не ми замерувај, бато Исмаил, неделава не си ми на список. И сирењето со тревки малку мириса, не употребуваме такво. Бога ми, твојот газда воопшто не знае што е убаво. Се гледаме, бато. Кажи му на газдата зборувал дека тоа мирисало, ова мирисало. Ама знае да бара се природно чифликот. Селото мириса на лепешки. Дали тој твој газда некогаш бидел село? Со лесно нека ти е, бато Исмаил, ке наминам. Добро. Бато Шереф, ако е спремно нашето да одиме. Добро, Керко, спремно е. На местото на Тарик овој ли го примивте? Со среќа нека ти е, синко. Машала, и овој растел во мочуриште. Со лесно нека ти е, бато Шереф. Довидување. Ајде да одиме, изгледа завршивме. Ајде да одиме, газдата си значека. Господјо Игбал, ќе ме штипнете или? Работата на господица Назмие. Добре дојдовте. Добре дојдовте. Господица Игбал, јавете му се на Тарик да му кажете кај Назли дом има екстракт од калинки, нека го донесе. Домашните знаеле каде стои. Од кај Назли екстракт од калинка ли рече? Рече екстракт од калинка од кај Назли. Ви благодарам, се измачивте. Нема на што. Има вест за фотографиите. Земени се од обвинителството. На вештачење се. Кажи. Кажи, ајде. Ништо. Дојди. Некој што добро знае англиски и француски, представител на... Добро... види го, оваа работа е токму за тебе. Јас знам ли француски, јас сумам? Ти не учеше француски на училиште, сигурно имаш некоја основа да споиш да вас збора? Ма каква основа, Асуман? Луѓето не бараат основа. Ако ме прашаат ништо таму, ќе останам здрвена како мумија. Ај, многу придобивки од честноста до сега имавме. Ај, зарем видовме многу аеродлажење, една мала лага кажав и се уште ми се плетка меѓу нозе. Ова е токму за тебе, слушај.
одлично да зборува англиски, што има дизајнерско искуство и ова е во ред. Склон кон тимска работа. Ај да видам. Буквално мене ме опишува. Аха. Не, Душо, не може. Зошто? Вели со флексибилно работно време. Ова ти е културно кажано, ќе те плаќаме за 8 часа работа, а ќе работиш 15. Не постои таков свет. Ај па и тебе ни една работа не ти се допаѓа и ти си била многу чудна, ма? Ајде стани, пробај го ова. Како да не мила на оваа жештина што со тоа да се занимавам, нели тоа наела, нека се дојде, Ај нека ми се е проба. пукна главата, цел ден грешки направив. Уште малку ќе дојде девојчето, барем да го поправам. Аман. Добра, ајде, повлечи го надолу. Ајде. Внимавај на иглите. Асуман. Ха. Ајде брзо. Назли? Што? Екстракт од калинка ли? Добро, нека дојде ќе му дадеме. Гласот ти делува уморно. Добро ли си? Аман Фатош, од трчаници. Ај, татко ми секогаш велеше, кој рано рани, две среќи граби. Па јас доцна станав и сите работи ми тргнаа наопаку. И на господин Ферит му тикнало да го смени именито. Ај, Назли, не ми кажувај дека се уште не си јадела. Ич не прашувај, умирам од глад. Досега ќе скршев 2 јајца и ќе јадев, ама височиството господин Ферит има гости, па да не си отворам работа. Ама ќе ти падне шекерот. Аман, моево е сиромаштиево богатство, Фатош. Како во штала со просона кокушката да ги врзале крилјата, нозете и клунот. Ајде ќе исклучам. Султанот Ферит IV само што не влегол во мојот воздушен простор. Назли, има нешто да се грисне со кафето? Некакви гураби? Нема ништо. Последен пат за булот имав направено гураби, додуше многу имав направено, ама бидејќи вие рековте да не ги ставам во тегла, јас сите им ги дадов на птиците. Ама се разбира, од својот балкон им ги дадов, не од дворот, да. Не е важно, апетисани? Тоа има. Да ставам и ќе ви донесам. Не, нема потреба да послужуваш, да не ти одзима Не е време. важно, ќе донесам. Благодарам. Господине Ферит, јас велам од сега што ќе остане од гурабиите, што да им правам, да ги ставиме во тегли. Не. Од сега прави гураби за да се изедат за еден ден. Не прави многу за да се фрлаат. Добро, Паша. Ете вака после ќе бараш наоколу гораби, ама нема да најдеш ни една. Ќе молиш за трошки. Пи си го кафето со апетисани. Се пие ли кафе со апетисани? Фотографиите поради кои го изгубивме старателството врз булут излегле од вештачење. Наскоро ќе дознаеме кој, каде и кога ги направил. Да им се јавам и да ги ставам на спикерфон. Назли, остави ги на масата. Може ли така да се дознае? Кој го направил тоа? Секако. Сега веќе и најслабиот телефон има GPS. Мислам, од направена фотографија може да се одреди дата и локација. Може дури да се дојде и до моделот на телефонот. Ало, господине Адем, само секунда. Повелете, ве слушаме, господине. Здраво. Ни заврши вештачењето на фотографиите. Кога ќе се направи еден кадар со дигитален апарат, телефон или фотоапарат, се добиваат многу информации. Понекогаш е лесно да се откријат, понекогаш е тешко. Сепак на крајот, порано или подоцна, се доаѓа до информациите. Назли? 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 Назли, добро си? Добро. Чекај, не си исправе веднаш, да викнеме доктора. Не, нема потреба од доктор. Добро сум. Бев прегладната, немав ништо јадено од изутрина. Земавме нешто за јадење. Ти цел ден си во кујна, а ништо не си каснала. За вработините забрането да јадат од фрижидерот. Божем, сите правила ги почитуваш, па. Јас вие прекинав работата.
Продолжете, ве молам. Добро, јас пак ќе звонам. Не крива. Да почекаме малку. Добро. Назли, касни нешто, остави ги едењето. Одмори се убаво, ќе дојде Тарик, нека те однесе дома после, може ли? А на вистина сум добра. Ќе одам во кујната. Ај, жими Бога, Назли, толку измешано кажуваш што се испреплетка. Досија, фотографии, асфомани, вака да направиме. Смири се малку. Вдиши правилно и длабоко и издиши. Нели те учев, ајде. Фатош, зарем не ме разбираш? Ти велам дека ќе диагностицирале Асуман. Како ќе диагностицирале? Не диагностицирање, идентификување, ќе ја идентификувале. Таа дигитална фотографија што ја направила, ќе ја провериле и можело се да се најде. Разбрав. Се разбира, преку GPS доаѓаат до локацијата. И датата и часот, дури до минута, ги гледаат преку телефонот, да. Ете така било. Што ќе правам јас, Фатош? Жими Бога, веднаш ќе ја најдат Асуман, како сами да ја скриле. Кога ќе се провери преку GPS-от, се разбира ќе се појави датата и локацијата на куќата на господин Ферит. И кога ќе подразмислат, кој би можел во тие часови да фотографира, опа, Асуман, лелелеле. Фатош, јас се ќе му кажев. Зошто не можев да го сторам тоа? Зошто не можев? Сега се ќе биде многу полошо, многу ќе биде лошо. Не знам, исклучи. Исклучи, ќе одам да му признам. Готово, исклучи. Исклучи, ќе му признам се. Назли? Добро си? Добро сум. Добро. Вие како сте? Јас сум добро, за тебе се загрижив. Малку подоцна ќе бидам уште подобро кога ќе дознам кој не направи катастрофата со документите. Јас вам треба да ви кажам нешто. Назли, ако сакаш можеш да си одиш дома. Здравието ти е поважно од се. Не. Јас сакам да зборувам за нешто друго. Ало, господине Адем, ќе ве префрлам на спикер. Почекајте. Ферит, дојди го добивме господин Адем. Назли, ќе разговараме подоцна. Ако сакаш приклучи ни се да дознаеме заедно кој бил тој подлец. Хајде. Да, како што кажав и пред малку, дигиталните фотографии во себе содржат многу информации. Тие информации може да се читаат на компјутер и исто така да се избришат. По чии раци да дошле овие фотографии, тој ги предвидел и овие работи. Избришани се датата и локацијата на фотографиите. Жал ми е. Многу се измачивме и се обидовме со различни методи и програми. Единствено што дознавме е марката на телефонот со која се направени. Господи Цигвал, марката и моделот ти ви ги спратам по порака. За жал немаме друга информација. Добро, господине Адем, со среќа. Кој знае колку илјадници има таков телефон? Ова е телефон од пред неколку години. Нашите од фирмата многу сакаат понови модели. Ако има некој што во минатиот месец користел ваков телефон, ќе го најдам. Обидете се, да ви ја видиме среќата. Јас ќе одам во фирмата, ќе се распрашам по луѓето без да приметат било што. Во меѓувреме, на интернет најдов како изгледа телефонот. Ви го пратив по порака, имајте го и вие. Добро, господјо Игбал, ќе се слушнеме. Нема, ништо не можела да најде. Барем си ја пробавме среќата. Не успеавме, ама ќе побараме друг начин што да правиме. Јас средив кујната. Јадењата се готови, излегувам. Благодарам, да си жива и здрава. Се извинувам.
Зашто? Се онесвестив без врска. Вие прекинав работата. Простете ми. Добре дојдовте. Добро те најдов, здраво. Јас јадењето го темпирав според вашето време на доаѓање. Веднаш да го спремам нема ако да едам сакате. веднаш. Како си? Молам? Вчера нели ти се слоши? Добро си денес? Тоа ли? Добро сум, благодарам. Цел ден грицкав по нешто. Господине Ферит, јас денес бев да го посетам Булут, кај господја Демет. Па мислев и вие да одите да го посетите. Многу му недостасувате. Не одам во таа куќа. Добро, но Булут живее во таа куќа. Наскоро ќе се врати назад. Зарем нема да го видите додека не дојде тука? Не во куќата на Хакан. Ќе средам за некое друго место на друг начин. Додека вие обезбедите вистинско место и време, Булут ќе ви се налути. Не можете да го оставите сам кога сте му потребни. Не го оставам само. Ама не сте ни до него. Многу му недостасувате. Мислам дека тоа што му недостасувате е поважно од вашите лични караници. Но секако вие подобро си знаете. Јас да одам. По 2 дена на Булут му е роден ден. Мислам, ако сакате да најдете вистинско време и место, нека ви биде на ум. Ворете, господине Омер, може да ги уплатите парите. Добро. Севим, се е подготвено, нели? Ништо не ни недостига. Бабичка? Ај, леле, јагнето му е дошло. Добре дојде. Здраво, здраво, бабичке. Дете му е убаво. Колку ми недостигаш. И ти мене ми недостасуваше. Знаеш ли дека дојде тетка ми од Австралија? Знам, синко. За сега живеам таму. Ама за неколку дена Вујко ми повторно ќе ме земе во својата куќа. Не грижи се. Булут, сонце, дојди да седнеме. Ајде, бабу, и ти дојди. Добро. Опа, Добро си, нели мало? Подобра сум од како го видов Булут. Денис уште не дошол. Кај да е ќе дојде, пред малку ми се јави, наскоро ќе бил овде. Ете ги дојдо. назви? Булут? Колку убаво изненадување е ова. Добар ден. Среќен роден ден. Заради тебе дојдов. Многу ти благодарам. Бабо, види. Ова е назви. Многу е убава, не ви? Да, душо, многу е убава. Добро дојдовте, мило ми е. Добро ве најдов, господја Леман. И мене ми е мило. А ти, тетка Леман, подобро ми изгледаш некако. Ете. Ајде да видиме. Јас колку што знам, подароците не се отвораат пред да дојде тортата. Но бев многу љубовитен. Види колку е големо. Знаеш дека ќе дојде Назли? Денес ништо не те кажа. Ти се допадна? Бебе, Чича ми се допадна, многу ми се допадна, ти благодарам. Многу убаво. Кога ќе порастам, ќе ми го купиш вистинското. Се разбира дека да. Само гужви се во сообраќај. Да, во право си. Да си играме ви нешто? Ајде. Да. Да го снимеме камионот. Јас ќе одам кај тетка Леман. Може да ве прашам зошто ме гледате така? Како мислиш? Не разбирам што ми зборуваш. Многу убаво разбравте што сакам да кажам, господине Ферит. Ама не е проблем. Овој пат ја знам причината за ова однесување. А ти веќе си почнала и мисли да читаш, а?
Сватив дека не е толку тешко да ви се читаат мислите. Ги собирате најнегативните и најлошите теории на едно место и верувате дека тие се вистинити. Ете толку. Дури и сега многу добро знам што ви поминува низ глава. Во право бев за се што мислев за оваа девојка. Сестри беше во полициска станица, најдобрата пријателка и најголема лажга, и трите се ловци на богати мажи. Седат дома и прават планови. Многу е чудно што мислиш дека би трошил толку време на тебе и на луѓето околу тебе. Ама заклучокот ти е многу логичен. Па многу е логично за некој кој е подготвен да размислува така. Да, но тоа не е вистината. Енги ни се допаѓа на Фатош, на вистина. И потоа го излажа за да го придобие, така? И да ви кажам дека Фатош не е таква, нема да верувате. Кога прв пат се запознаа, Енгин погрешно ја разбрал и Фатош не успеа да ја поправи грешката. Многу го сакаше тоа. Не успеа да претпостави дека ситуацијата ќе дојде до тука. Не е толку тешко да се каже вистината. Само треба да си искрен. Никогаш во животот не сте имале нешто што сте сакале да го кажете, а не сте можеле? Што сте го знаеле, а сте премолчиле? Сте сакале да кажете, но сте морале да премолчите? Не сте имале ваква ситуација со мајка ви, татко ви, со некој пријател? Имате голема среќа, господине Ферит. Блазе си ви. Ова е вистинско место за да избегаш од гужвата. Не дојдов за да побегнам од гужвата, туку за да не правам гужа. Зенеп и јас, кога бевме мали, кога ќе налутевме мајка ни, или кога сакавме да избегаме од некои деца кои ни се дојдени на гости, тука се криевме. Бевте блиски со сестра ви, нели? Да. Но и многу се каравме. Не можевме ниту заедно, ниту разделени. Понекогаш заборавам дека е мртва. Кога сум во фирмата, се мислам ќе отвори канцеларија и ќе влезе внатре. Во ниедно време сакам мобилниот да ми зазвони. Таа немаше осет за време. Ако нешто ја мачи, не е важно дали среде ноќ или рано наутро ќе ми се јавиш. А јас и се лутев. Сега... А сега си велите камо да е жива, па постојано да ми се јавува. Преживеавте многу тешки работи. На вистина тешки. Не можам ни да замислам што би правела, во каква состојба би била ако и се случи нешто на Асуман. Но, на сите сте им потребен. На Булут, на госпоѓа Леман, дури и на Денис. Ќе се загрежат да се вратиме. Види што ти купив. А од каде да го отворам? Е, не до толку. Ако нема вакви денови, нема да можам да јадам грицки мицки. Тоа ми е многу Што криво. барате тука? О, Ферит Аслан, каква е оваа напнатост, смирено малку? Тетка му. Така ли е, љубов? Дојдовме да му го честитаме роден денот и тоа е се. Не сте поканети тука. И да не се поканети, не можеме да бидеме научтиви кон гостите што ни доаѓаат дома. Ке ве молам да нема непријатности. Во ред? Ајде, да седнеме. Аха, господјо Леман, повелете. Ферит, ајде брат, да не ја загрижуваме мајка ти. Ајде. Благодарам. Нема на што. Љубов? Назви, види, тетка ми купила кенгур. Дојдеме во Австралија за да ги видиме вистинските. Не ви, тето?
Секако дека ќе одиме. Ама и најзви ќе дојде. Не ви? Седим, ќе ја донесеш ли тортата ако е подготвена? О, голем газда, тортата доаѓа. Дојдов, шутна! Прв пат гледам Булут да сака некого толку многу кој не е од семејството. Може ли да ми ја кажеш тајната на тоа? Ни се случи љубов на прв поглед. Немаше потреба нешто да правиме. Многу си им помогнала периодов. Ти благодарам. Јас не успеав да им помогнам. Ферит беше многу осебен. И тоа многу. Уште еднаш ти благодарам. Нема со што да се заблагодарувате, ми беше задоволство. Сигурна сум дека сте имале причина за тоа. А, тортата доаѓа. Многу убава. Мојата желба е да ги сонувам мама и тато. Многу ми недостасуваат. Хајде дувни ги Булот. Добро. Браво за тебе. Тогаш го заслужи ова. Повели, ова е мојот подарок. Влечи, влечи, влечи. Силно ли е ова? И многу ти благодарам. Назви, многу те сакам. Јас тебе многу те сакам. Муа. Додека дојде вистинската, ќе се задоволиш со ова. Добро. Вујчо, види, ова е нашата другарка Селма. А ова е мојот подарок. Добро. Ќе ми помогнеш ви? Љубов, ајде ние полека да си одиме. Му го дадовме подарокот да исече тортата и да одиме. Ајде на љубова и кратка посета. Многу е рано, Душо. Уште малку да останеме. Добро.